нас. Ни се две фантастични госпогици и господја, две фантастични жени и девојка, кои што едната ќе ја представиме нејзината одлична трансформација, ќе си го каже нејзиниот пат, како се уште работи на нејзиниот резултат, но како до сега има фантастичен резултат. Но другата господја е господја која што овие 20 години има направено на многу луѓе смената животи и буквално еден од најдобрите велнес советници во Македонија, па јас ќе кажам дури и во регионот. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Ви благодарам што прифативте да бидете наши специјални гостинки денеска. И тоа што јас ќе почнам со првата наша гостинка, Марија е девојка која што ја знам повеќе од 20 години, така толку време се знаеме. И јас знам да кажам, можноста се прифаќа тогаш кога човекот ќе биде спремен и буквално тоа е навистина така со низината приказна. Знам дека со пред да почнеме со пред да почне со Herbalife имаше неколку обиди за да направи трансформација, не дека не успеваше, но се враќаа килограмите и понатака во разговорот ќе видиме и што после тоа или пред тоа се случувало, но навистина сакам да кажам дека навистина сум горда за овие 3 месеци што направи и гледам каква трансформација се случува кај тебе и добро ни дојде уште еднаш и браво за се што правиш. Добро ве најдов, фала ти многу на убавите зборови. Како се чувствуваш? Одлично. Дали е се окей? Супер. Имаш чај, алоe, слободно ако ти треба да се напиеш. Окей, Марија е 38 години. 37. Јас сум 38, да. Ние сме тука затоа што твојот животен стил, поточно твојот животен стил како работиш во аеродром, имаш смени кои што се онака нели дневни ноќни по 12 и кажи ме пред се дали ти е лесно да го живееш тоа темпо? Колку време работиш на аеродром? На аеродром работам 7 години. 7 скоро да. Дали се навикна на тоа или можеби сега ти се одразува тоа што 7 години работиш? Работам подолго време во смени и веројатно се одразува затоа што ми се успори метаболизмот, ми падна имунитетот, ноќниот сон нели ми е заменет со работа, немам редовен сон и нормално спиење. Па затоа и почесто нели ми се случува да имам проблем со тежината. Така. Како сега ги изгради здравите навики? Можеш ли малку да влезеш во, да ни кажеш што смени во овие неколку месеци? Во овие неколку месеци добив редовна исхрана и си го следам индивидуалниот план нели за исхрана кој што го добив од мојот велнес советник. Имам 3 оброци, имам 2 ужинки и супер план како што треба, супер ми иде. Лесно ми е за следење затоа што не ми одзема многу време пред да почнам со работа, нели да можам да го исконзумирам доручекот и се вратам од работа и да исконзумирам вечера. Така. Што е според тебе тоа здраво слабење? Дали можеш да го дефинираш или јас ќе почнам со тоа што ти ја знам трансформацијата. Марија има намалено 5 килограми за 3 месеци, но тоа што е уствари здравото слабење што има повеќе од 20 сантими во обем намалено, во овие па нема ни 3 месеци што се вика, тоа се колку 2-3 конфекцијски броја. И баш тоа е оној фокус дека не треба да се фокусираме на килограмите, туку на што е тоа што според тебе е здраво слабење? Што почувствува додека сите овој период од 3 месеци може би го немало предходно, а сега го има? Значи, првично имам огромна поддршка од мојот велнес советник, имам огромна поддршка на платформата 21 Fit предизвик. Таму ги следам сите совети кои што ги даваат нели за исхраната, почувствував огромна промена во енергијата, го подобрив имунитетот затоа што веќе не добивам
чести алергии или настинки, немам толку проблеми со спиењето. Во главном е Супер. Да, тоа е интересен момент. Ние не почнавме за да слабееме со Herbalife. Да, затоа што ти си имаше свој план на слабење тогаш и не сакаше да слушне за друг план на исхрана, за да се намалат килограмите, но тоа што беше интересно кај незе, самата ми кажа дека од ноември е цело време настината до февруари. да. Така, цело време на антибиотици и ние почнавме поточно да си го подобриме, да го подобриш ти твојот имунитет. Дали до сега се разболе? Не. Не. Значи овие 3 месеци не си болна. Супер. Да. Но што се случи измеѓу кога почна, само како програма за подобрување на имунитет, кога ти кликна оној момент дека ти поточно можеш и да полесно ти и за да слабеш или се осети дека слабеш или имаш повеќе енергија? Добив повеќе енергија и значи едноставно начинот на кој што почнав да се хранам, видов дека почна да ми одговара, значи се чувствував многу подобро. И почнав да ги следам советите што ги добивав, едноставно кога видов дека на почетокот значи почнувам со програмата и викам ајде сега не мора нели да се следам јас толку многу, ќе следам за имунитетот да си го подобрам и на крајот уствари кога заврши првиот вид предизвик се сликам, нели јас ја гледам сликата и викам ова не сум јас. Да. Или не сум била јас, пошто не верував дека имам таква трансформација. Не можев да си поверувам на трансформацијата од пред и потоа не можев да, стварно не ми беше верно дека можам толку да сменам за 21 ден. Баш така. И затоа ние стално викаме сликај се, да, за да видиш после тоа, затоа што ние сите се гледаме секој ден и во огледало и не можеме да се препознаеме во таа трансформација брзо. Кажи ми, дали и моментално имаш освестено кои беа претходно најчестите грешки при слабењето што ги правиш? Па, значи, вака, и претходно имам доста долго време и тренирано, значи, сум пробувала да се хранам со некоја таква индивидуална наведом здрава исхрана која што ја следав додека тренирав, но самото тоа што кога прекинав да тренирам, си ги вратев килограмите, уствари моето тело почна да ги троши хранливите состојки на телото и едноставно си ги повратив килограмите многу брзо после тоа. Значи не ми беше, добив јој ефект. Затоа што телото ми побара да си ја користам храната, а тренинг нема. Така. Не можеше да го уклопиш, не можев да го вклопам, да. А храната си остана иста. Точно. Со тоа што претходно си го. Што мислиш сега како предпоставка зошто од сегашна перспектива килограмите не би се вратиле? Затоа што не сум никогаш гладна. Секогаш имам нешто, значи имам здрав доручек, имам ужинка, јадам на 3 часа отприлика, така требало да си, така ми се распоредени оброците. Пијам доволно течности, пијам чај, пијам алоe, пијам колаген во текот на денот, значи користам производи за да можам да си го подобрувам здравјето и се хидрирам доволно во текот на денот. Супер. Сонот е подобар сега? Сега да. Легнуваш, спиеш и немаш проблем, одморена си? Одлично. Како сега реагираш кога сите не имаме стресови во текот на денот, дури една нотификација да стигне ти е стрес на телефонот. Како реагираш сега на тие стресови кога веќе телото ти е подхрането? Дали имаш приметено? Имав многу доволен стрес во еден даден период од претходнава година и имав хормонален дисбаланс, затоа и многу и ги качив килограмите изминативе година дена. Значи сега моментално па мислам дека немам стрес. Немам стрес. Не те допира ништо. Не дека не те допира. Не, доволно чај све е лесно. Така. Реално сите нас не допира некаков стрес, но другше реагираме на него и тоа е одлично. Затоа што телото нели не е нахрането. Позади гледате слики од Марија, како поминала со овие 3 месеци, дали претходно ти беше ваков животниот стил? Не. Тотално го сменив животниот стил.
Дали си сакала да имаш ваков животен стил? Да, се чувствувам многу посрекна, многу поисполнет, многу ми е поубаво. Така, и што мислиш зашто тоа е така? Дали поради тоа што ти си се смени како начин на исхрана и сето тоа и веќе имаш сила, енергија да можеш да издржиш, уствари да живееш така како што треба да се живее? Па промената на начинот на исхрана и промената на пробувањето да го си го подобрам своето здравје си го донеси самото по себе тоа да си го променам животниот стил. Сега моментално гледам да си ги организирам навиките и тековните обврски цело време за да можам да си најдам време за све. А претходно ми беше затоа што немав енергија, јас гледав секој слободен ден јас да го поминам во мирување и во одмарање затоа што немав енергија да станам од кревет. Ти верувам. Баш така. Одлично, Марија, ти благодарам многу. И што мислиш, како го создаде одржлив резултат за овие 3 месеци? Што е тоа што го направи за да резултатов може да биде и да се одржува на долг рок? Само си ги користам производите и си го следам редот и дисциплината што ми е поставена во планот на исхрана. Одлично. Супер, мислам дека треба аплауз. Ќе се вратиме на тебе повторно со едни најизмирични прашања, но сега сакам микрофонот да го дадеш на нашиот велнес советник, кој што е мајка, жена, кралица, велнес советник, ментор и голем лидер. Марина, колку години си во како професија го имаш ова? Јас сум 22 години. Дел од оваа компанија, да. Започнав на 35, сега сум 58. И во сите овие години, она што е целиот процес, едноставно учев, се надградував, се менував, работев на себе, секогаш на подобар резултат на секое поле. И така, да, на почетокот може да кажам, да спомнам, да се представам во оние што не ме познаваат. На 30, мислам, на почетокот започнав или кој беше моето зошто, се гледа нели од самата слика. Она што се гледа, тоа се гледа надворешно како изгледам и моето незадоволство од мојот изглед, меѓутоа она што не се гледа, тоа се најразлични проблеми на модерното време, што би рекле, нели, што сега луѓето го сваќаат како тоа е нормално, да имаш проблем со желудник, да имаш проблем, нели, со нередовна столица, да си метеопат на промена на време. Значи се е тоа прифатено како нешто нормално, меѓутоа јас не го прифатив како нормално и сакав нешто да подобрам. Кога започнав, дефинитивно започнав за да намалам килограми и да видам дали ова функционира. Меѓутоа, она што ме задржа тука, тоа беше добриот фидбек. Значи, јас намалив 9 килограми за 2 месеци, меѓутоа, пак ќе кажам, она што ме задржа е подобро здравје, подобар имунитет, подобра енергија. Затоа што на 35 години воопшто немав енергија, бев, мислам, хронично уморна. Ете, така беше мојата состојба и требаше јас со тоа да се помирам. А инаку, како бивши спортист, знам што значи да си во добра енергија и во добра кондиција. И тоа ми посметуваш. Така да барав решение и кога не поканија наши пријатели да дојдеме на една оваква средба и да слушнеме некои информации, јас го прифатив тоа, бидејќи имав доверба во пријателите. Прифатив, дојдов, слушнав. И она што беше клучно, донесов одлука дека за да видам дали ова функционира, треба да пробам. Е тоа. Да, одлуката да пробам ме доведе еве денеска тука, значи сите овие години комплетна промена не само кај мене, него и на многу други животи. Така е. Значи пред се личната трансформација, поточно тоа што за тебе си помогнала да си се направиш трансформација, тоа го пренесуваш на другите, како викаме, пред се не можеме да идеме на лекара да ни кажат што треба да правиме, а докторот од таа страна не изгледа така како што треба да изгледа. Да. Така да не навлегуваме во медицината, меѓутоа секогаш е така да докторите имаат знаење, меѓутоа ние викаме, ние не сме нели конкуренција на медицината, ние се грижиме и сакаме здравите луѓе да останат здрави. Така. А веќе кога ќе дојде таков проблем, тогаш. Како да ги изградиме здравите навики? Чекор по чекор. Добро. Да. Супер прашање.
И она што е, да, и она што кажа баш супер, се поклопува со сето тоа, затоа што ние у суштина тука градиме навики или менуваме навики кај луѓето. Значи, ние не препишуваме некакви диети, каде што луѓето треба стриктно да се придржуваат и да намалат 10, 20 или 30 килограми, него ние заедно со луѓето заеднички работиме во менување на нивните навики. Затоа што едино така луѓето долгорочно се задоволни и она што допринесе и кај мене сите овие години ја да си го одржувам резултатот и здравјето. Затоа што тоа е нешто што можеби во овие мои години сега е многу поважно. Здравјето, доброто чувство, добрата енергија, а кога сето тоа ќе го прифатиме, нели преку такви навики, тогаш и резултатите физички се исто така тука. Така. Најчесто луѓето прават една па не, да, испоредба или го класифицираат, два збора класифицираат различно, а поточно треба да би, тоа е еден, имат исто значење тие два збора, диета и начин на исхрана. Во, нели, на американски и на англиски, диет е уствари начин на исхрана. Тука во нова поднебие малце почесто се користи диета и луѓето кои ќе кажат диета го имаат тој момент на рестрикција од храна. Дали во овој начин на исхрана преку со производите на Herbalife имаме рестрикции во исхраната? Вака, значи, пред се прво јас кога почнував, нели, еве чисто и од лично моје искуство, да беше ова со некаква рестрикција на храна, јас не би почнала, бидејќи не сум тип на човек кој сака забрана. Не смеш ова, не смеш она, сето тоа краткорочно делува и после 3-4 дена си се враќаме на оние стари навики. Она што, мислам, го научив тука и што го освестив, дека во суштина, што кажа ти, нема рестрикции, него имаме само правилен начин на исхрана. Значи, ние само бираме како, нели, добри состојки кои би ни помогнале преку начинот на исхрана да направиме добри резултати и тоа, нели, во однос на намалување килограми, во однос на качување на килограми и доколку сме идеални во однос на одржување на саканата тежина. Значи, нема ова диета и само намалување килограми, него начини на исхрана кои помагаат да ја контролираме својата телесна тежина, секој во однос на она што има потреба. Така, дури и како викаме поспоро старење. Така да, остануваме повитални. Да, здраво старење. Супер. Практични совети кои што би можела да не ги дадеш еве во врска со здравиот начин на исхрана, ја ќе кажам и правилниот начин на користење на здравата храна. Така. Она некои практични совети за луѓето што би биле е започни го денот со чаша вода. Значи, прво нешто практичен совет. Пропешачи 20 на минути. Значи, промената на навиките една по една. Се тоа води, како викаме ние, имаме холистички пристап на сето ова. Значи, и тие навики мора постепено да ги менува. Има и редовни оброци. Така, започни го денот со правилен појадок, каде што ќе внесеш доволно протеини и хранливи материи. Значи, тие се... Ке се навратиме само кај правилниот појадок, ме интересира кога е појадок? Кога е правилен појадок? Во колку саат? Многу луѓе викаат доручкувам, јас не дека не доручкувам, ама од 12. Може би саатот не е толку важен, поважно е да знаат дека од оној момент кога ќе станат, бидејќи Марија оди и трета смена, така? Да. И сега на незе денот можеби и почнува во 1 час од поплави. Станува тогаш и почнува. И она што е појадок е првиот час од станувањето, од будење и од станување. Тоа е она што е правилно и тогаш треба да го нахраниме телото, за да може, бидејќи појадокот или храната е наше гориво и потребно е за да почнеме да функционираме во текот на ден. Многу често кај луѓето, и тоа може еве чисто и како совет, да видат дали појадокот е добар или не, дали горивото е добро или не, чисто да видат дали онако што појадуваат, дали после тој појадок имаат желба да се вратат назад во кревет и да одспијат, или имаат енергија за да го почнат ден. Само тоа приметете го и ќе знаете дали вашиот појадок е добар. Друг некој совет? Ужинки.
редовни ужинки. Значи, знаете, некако луѓето мислат ужинка ако е тогаш што треба да биде некој грицки или не знам нешто благо и затоа и ги одбегнуваат, затоа што викаа па јас не ако земам ужинка уште ќе се поправам. Меѓутоа она што треба да ги охрабриме луѓето и ние ги охрабруваме нели преку нашето пратење, дружење, преку сите оние платформи што ги имаме, дека ужинката во суштина ни помага побрзо да ги намалуваме килограмите. Значи, така фино се одбрани здрави ужинки кои ни помагаат да ги топиме оние заостанати масти. Значи, луѓето кои сакаат побрзо да намалат килограми, потребно е да ги следат советите и да имаат редовни ужинки. Така. Хидрираност. Дали можеш да ни направиш мала споредба, например, кафето кога се пие, дали тоа спаѓа во течности и дали сме хидрирани или дехидрирани и како тоа можеле да го замениме со нешто друго? Да. Кафето обично, знаете како и кога одите во кафич или ресторан, кога нарачувате кафе, секогаш ви даваат и чаша вода. Не е тоа, нели, туку така случајно, затоа што кафето не дехидрира. И вика, на една шолја испиено кафе, ние треба веднаш да се напиеме 2 чаши вода, за да ја вратиме нели хидрираноста на телото во секој случај, и тоа е она што е важно, нели секој да знае. А она што кажа ти кафето дали е нели течност која треба да се внесува во никој случај, нели кафето не може да замени нешто што е вода или што се некои други течности, чаеви кои може да ни помогнат подобро да имаме подобра хидрираност на телото, и затоа ние имаме одлично, еве ние сега тука пиеме и во сите овие години наназад, тоа е нешто што го заменува моето утринско кафе, а тоа е овој термоджетик чај, кој е составен од 57 билки. Јас мислам дека и вие ќе имате можност да го пробате. Чајчето, да видите како освежува, значи во комбинација со алоe, дава комплетна хидрираност, детокс на организмот и го буди нашето тело и ни дава убава енергија. Сакаш да кажеш дека дури може и да не се пие кафе и ова ќе го даде истиот ефект, дури и подобар, затоа што ќе бидеме хидрирани и ќе isфрлиме се што не ни е потребно од нашето тело. Точно така, и најчесто знаете како кога имаме клиенти кога почнуваат, бидејќи нели рутина ни е веќе кафе станува и кафе прво да се пие, и често многу не прашуваат, а добро сега јас не смеам кафе да пијам ако го пијам чајот или како. Ние не сакаме, бидејќи немаме забрани, значи викаме не, ако ви е тоа ритуал, продолжете. Зашто така? Затоа што за кратко време ќе увидат и самите дека нема потреба од кафе. Дека чајот многу подобро ги буди и им дава многу подобра енергија. Така. Да. Има луѓе кои што некогаш сметаат дека чајот не им одговара на нивното тело, еве така ќе го кажам тоа, но дали тука како велнес советник си имала некогаш некаков таков резултат, да кажеме, или како нус појава, и ако тоа не е нус појава, што правиш во тој момент? Разговарам со човекот, да, и тоа е она што е исто така важна една работа, тоа што имаат нашите клиенти поддршка и се во, мислам, постојана комуникација. 24/7. Имаме комуникација, се со цел, кога ќе дојде до некоја така нус појава, што би рекле, или проблем од чајот, бидејќи има и кофеин во него, и обично некој кој се осетливи на кофеин, може на самиот почеток да има некоја реакција. Да чувствуваат како тахикардија, убрзана, нели, работа на срце, и тогаш они се малку уплашени. Меѓутоа, пак ќе кажам, добрата комуникација со својот велнес советник ги надминува тие работи. И ние тогаш знаеме и низ разговор освестуваме. Едната можност е дека можеби чајот бил направен појак отколку што треба. Другата работа е дека можеби во краток временски период испиле кафе и веднаш потоа чај. Значи тоа е дупли внес на кофеин и може да направи некој, нели, такви ситуации и состојби. Меѓутоа тоа не е ништо страшно, тука одиме чекор по чекор, со клиентите одиме прво со поблаго, нели, разблажен чај, додека телото го прифати и понатака веќе нема проблем. Се надминуваат сите тие работи. Супер. Дали можеш да ни кажеш кои се најчестите производи кои што се препорачуваат за
еве намалување на телесни масти кај еден човек. Најчестите Најчестите, да. Секогаш, мислам, прво одиме с чај и алоe, затоа што телото треба пред било што да се почне, треба да се направи еден детокс на целиот организам, да се прочисти, да се хидрира самото тело, за после тоа, кога ќе дојде идеалниот појадок или шејкот, сега зависно од потребите, нели, тука и работиме индивидуални програми, може да биде само шејк, може да биде во комбинација шејк со протеин, па тука се и растителните влакна, кои секогаш ги вметнуваме, бидејќи како што чајот и алоето прават детокс, нели, на нашето тело и убрзано ги топат мастите, растителните влакна ни помагаат да ги прочистиме цревата, бидејќи тие ретко кога правиме нешто за да се прочистат и да се вратат оние цревни ресички во нормална состојба, да може се тоа што внесуваме да се абсорбира и да се прими. Така да тие може да ги набројам како една основна програма: чајот, алоето, детокс, шејк, протеин, растителни влакна, нешто што е нели основен производ или идеален оброк кој ги дава сите нутриенти на нашето тело. Така. Дали можеш да не кажеш, луѓе кои што се во движење цел ден се излезени, немаат многу време ни да готват, немаат време нели ни некоја мудра ужинка да земат, што им препорачуваш ти како ужинки? Како ужинки ние имаме нашата компанија, значи за секој оној што обожава благи ужинки, тука се нашите чоколадца во два различни вкуса, се практични, имаат 10 грама протеин и само 135 калории, значи тоа е една одлична ужинка, спакувана, која би требало секогаш да биде во джеп, и обично кај жените ги препорачуваме во попладневните часови, затоа што чисто тука е кризата, помеѓу ручек и вечера, паѓа криза кај жените и чоколадцето навистина одлично делува. Значи, така задоволува сите оние потреби да се смират и да биде навистина фино, а за сите оние кои обожаваат солено нешто, тука се чипсовите, исто така и тие се во два вкуса, протеински чипсови кои навистина може со уживање и навечер да се седне, дури некогаш и нели ако се седи подоцна, значи многу попаметно е наместо да се земе било што друго, да се отвори еден чипс и да се изгрицка без никаква грижа на совест дека сте нели нешто што не е потребно. Јас имам едно прашање сега до вас две, кои ви се умилени производи? Ајде прво ти ја да размислам, не можам да одлучам. Не знам, ја мислам дека кажав, ја без чајов не можам да живеам. Одлично. Мислам, стварно ми одговара и ми годи, ми дава еплен и фокус на работа и го користам доста долго, мислам и на работа, додека работам во ноќните часови, баш пред некоја смена на колешките реков, јас не можам да не дозирам чај затоа што ме остава будна, ми помага. И имаш добар фокус, да, предпоставувам. Одлично, ти благодарам. Марина? Еве јас размислував и сега ќе издвојам во последен период што ми е, значи дефинитивно како да кажам, за шејкот не сакам да разговарам. Значи секое утро, ако 20 години некој ме прашува, добро, дали не ти досади 20 години да доручуваш шејк? Значи јас викам, секое утро онака со уживање ја и си го припремам шејкот. И како може да ти е досадно кога секогаш може да биде поинако? Значи секогаш поинако. Некојаш сега брзо, еве во саботата правевме, кој знае од кога не сум јадела шејк во јогурт и си направивме, еве се морам да ви споделам, зашто стварно ме потсети на едно време кога често јадев шејк во јогурт, шејк од кукис, во грчки јогурт и со смрзнати вишни. Чизкейк, така измешано и тоа е уживање. Значи, еве, кој не пробал, ве канам, дојдете. Ќе пробам и ќе направиме. А инаку во последно време морам да кажам, хидрейтот ми е фаворит. Да, зашто и како, може би и според годините, и според, нели, за тоа може би и ми прија, бидејќи она надуеност на стомакот ми помага да ја немам, да, ми дава многу убава свежина, и сега како и да топли денови, веќе, мислам одма, еве сега се напив, може до преска збориме и со Вале, викам нешто не сум подвинкла, не знам што ми е и како ми е, значи хидрейт еден се напив и одма е освежување и одма е сум друга. Да. Така да, еве, тоа би издвоила. Одлично, ти благодарам и на тебе, Марина.
Продолжуваме понатака со еден момент каде што многу луѓе често се случува да почнат онака ентузијастично, почнувам и терам и сега ќе биде како што треба да биде и наеднаш им паѓа мотивацијата. Има моменти кога дури знаат дека кога ќе им се јавиме на телефон, па дури не ни креваат затоа што знаат дека негде направиле читинг или не се тука. Како ти тоа го поминуваш со клиентите и што е тоа што ти тука правиш во врска со како им помагаш да си ја вратат повторно мотивацијата и дисциплината повторно да влезе? Така, Марија, па мотивацијата е кратка. Она што е клучно, нели, за долгорочен резултат е дисциплината. Така. Да, за да може едното и другото, нели, да се има дисциплина, а знаеме дека на луѓето можеби им треба и мотивација, затоа и ги имаме оние платформи, нели, и заедници каде што е многу полесно луѓето да надминат сите тие потешкоти, оние, нели, кризни моменти, сите што не фаќаат, значи почнуваш, па застанува резултатот, па сега ете можеби почнува, ете гледаш, не е тоа така како што си мислела, околината почнува да збори. Ти викав јас дека не е тоа така, дека не е за тебе и многу полесно тука луѓето можат и да се откажат. Меѓутоа, она што е клучно кај нас, ние имаме одличен систем на поддршка, значи каде што на еден онака пријателски начин стануваме пријатели со луѓето, со нашите клиенти, се запознаваме и едноставно ги водиме чекор по чекор. Се слушаме секојдневно, значи да преку некои најразлични совети разговараме, имаме некои заеднички средби, нели, зумови гледаме, заеднички дружења, се со цел луѓето да бидат во една заедница каде што имаме луѓе со исто мислење и каде што на тој начин си помагаме едни со други да ги надминеме тие сите тешки моменти. Одлично. Ти благодарам и последното прашање кое што го имам спремно за тебе. Во целиот овој процес на трансформација, многу луѓе ослабуваат, нели ќе направат трансформација, ама некако како да животниот стил се уште не им е сменет. Но кај нас, во нашата заедница, имаме една подразлична слика. Дури им се подобрува и животниот стил во врска со патувања, во врска со враќање на самодоверба, во врска со почнување со комуникација со стари пријатели или можеби креирање на нови пријателства. Тој животен стил кој што се подобрува, според тебе, дали зависи повеќе од нивното чувство на самодоверба, ќе кажам, или на постигната цел, па имаат повеќе самодоверба да постигнат плюс други цели, или можеби до карактерот на човекот? Еве, сега гледај, малку тешко прашање. Да, значи, ти тоа што постави, па што би сакала да кажам во однос на ова. Значи, животниот стил, зашто и како се менува, нели, од кога ќе почне самиот процес, затоа што пред се, реков, ние преку тие наши заедници и преку тие наши настани, едноставно, она што е клучно, секој од нас почнува да расте, да се менува мајндсетот. Почнува малку повеќе да се врти кон себе и да почне да се грижи за себе. Значи, тоа е она што е клучно, кога почнуваме да се грижиме за себе и да се сакаме себе си, нели? И едноставно на таков начин ние така почнуваме и да зрачиме. И тогаш мислам дека она што е исто така важно, она како зрачиш, како и што зрачиш, што привлачиш. Так. Значи, почнува на еден начин да се менува се во нашиот живот, почнуваме да имаме повеќе самодоверба, затоа што производите се тие кои прават добри резултати, добро чувство, производите се тие кои го хранат нашето тело и на таков начин, едноставно, кога телото е нахрането и телото е задоволно, да, тогаш на едноставен начин ние почнуваме поинаку да функционираме. Значи, стануваме други личности. Баш така. Да. Тоа е одговорот што го очекував од тебе. Ти благодарам. Одлично. Имате ли вие некој прашање кој што би сакале да ви го одговорат или Марија или пак Марина? Може би сте испремиле? Јас немам прашања, но имам
за Марија. Така. Да пофалам да кажам, еве да речеме, колку се грижи за сите што сме почнале со неј, за да речеме што ни ги понудила производите, што сме почнале од незиниот резултат и све. Еве конкретен случај, последниот пат ќерка ми беше на стината, речеме, и узвојавец викам Сашка, одма вика, земи го вика, како беше имунобустерот, вика, да го пробам. Одма вика ќе и се подобри, и синус и све. Она со недоверба, она. Не недоверба, него, ако бе како и секој, нели, како секој витамин. Не пијам јас од овие, пијам од овие, добро, јас колата и годна сум. И го растворив и го испи. За сат време, отидов ја на работа и ми мисля, што ми направи, не можам да легам да спијам, вика, цела куќа премртав. И носот ми созадна, и убаво се сеќам, и имам сила, имам све, значи. Ета со заслуга, да речеме, на Марија, и со тоа јас можам да го предложам на друг. Го пробав и јас, значи, сакам да кажам дека едноставно човек треба да биде прилагодлив, да прифаќа и да се дружи и така ќе успее. Така е, одлично. Искрено кажано, ако не ја запознав Марија лично, да речеме, пошто ја знаев преку сопругот и све, која ја запознав, буквално не кажам, се засака преку ќерка, затоа што ти се грижиш за мене. Значи, ќерка ми не се грижи толку, колку ти што ставаш по телефони, не да, докај си, што си, ова, се бори за мене, да секоја страна. И тоа стварно е за почит и ќе остане така. Браво. Браво. Фала ти го. Марија, дали ти се чувствуваш како професионален велнес советник и можеме официјално да те прогласиме за... Браво и секоја ти чест. А после како тоа што го доживеала, искрено кажано, Фала. значи после ноќна смена да те сликам, да дојдеш да се мериш, значи она се го рескира испиење и сега да отидам за да ме поттикне, нели? А ја од вај чекам, значи јас за кај да се појавам, искрено ви кажам, еве сега на свадбата, кога се гледа, поминувам вакви, ја сум или не сум, значи, секојаш, значи сега некако спадната лик од друг, одма луѓе во друг ше ме гледаат, тоа сум околу нив, ширам друга енергија, цело време за тоа зборам, значи, и тоа е, значи, како се осеќаш, што вие што рековте, така и се шири на енергија. Така, А за Марија посебна чест, а исто голема чест за тебе, Марија, што плачев кога ми ја пушти гласовната порака и дури сега ми е така, искрено кажано. И што давате голема, зашто дебелината е болест, како кажа. Така. И затоа треба поддршка и затоа ги имаме овие платформи и затоа сме тука. Нашата цел, уствари овие платформи кои што ги имаме 21 фит предизвик моментално платформа за намалување или подобрување на резултат, некој тука се и закачување на мускулна маса, правење на спортски резултат или едноставно да бидат во група каде што сите имаме една иста цел, да живееме еден поквалитетен и поубав начин на живот. Во таква група нашата работа е да направиме, поточно кажано, една таква платформа направивме каде што сите информации кои што луѓето треба да ги добијат како грижа за клиенти ги добиваат, но нашата работа како велнес советници е ние да станеме пријатели со нашите клиенти за да ја имаат уште повеќе довербата не само во производите што даваат фантастични резултати, туку и до заедницата која што навистина се грижи за да бидеме подобри утре и да имаме една подобра околина околу нас. Така да тоа е нашата работа, ова се некои резултати излезени од овие последни 3 месеци на 21 фит предизвикот. Можете да ги видите какви трансформации се направени. На вистина имаме одлични резултати кои што не само што ние работиме на оној персонализиран момент, но и самата компанија, може би сте слушнале дека порано, веќе тоа е достапно скоро и ќе биде и кај нас, но богатите луѓе имаат персонализирана програма за исхрана според нивната крвна група, навики и слично, каде што плаќаат премногу пари за да имаат посебен готвач, посебна храна, одгледане и сите тие работи, за да они си го продолжат животниот век.
Нашата компанија тоа го направи за сите нас и нашите клиенти и е достапно сега и за обичниот човек. Таквата платформа се вика Протокол, кој што сега се уште е во лансирање, се уште и ние учиме и се уште то прв ќе осознаваме за ова, но сакаме да знаете сите дека сега е достапна и таа персонализирана програма во врска со колку нутриенти ви требаат, што нутриенти и хранливи состојки му треба на одредено тело, да може да се прилагоди, поточно се направи точно избалансирано програма и производи за вас. Веќе се менува и брендингот на компанијата, сме малце поосвежени, како што нели се модернизира и светот и компанијата се модернизира, така да може се почесто и почесто да ги гледате ваквите кутии, тоа се истите кутии по социјалните медиуми, ствари истата компанија по социјалните медиуми, која што е многу подобрена и позади оваа компанија стојат 300 научници и цел маркетинг тим кој што прави за да бидеме сегда подостапни. И на крајот, секој од вас може да проба, имаме одлични шејкови направено. Мојот омилен шејк е шејк од чоколадо, што веќе 13 години го користам и никогаш не ми станал досаден. И топ уште еден вкус е вкус на ванила, кој што на вистина, која ќе се направи како што треба, е највкусниот шејк. Иако ванилата на друг начин не ја сакам. И секој од вас има подарок ваучер, каде што ќе може да си ја види неговата состојба, моментална состојба на телото. Колку мускули има, на колку години работи организмот, колку вода има во неговото тело, метаболички БМИ или на колку брзо му работи организмот, колку телесни масноти, калориски внес, значи има многу параметри кои што ќе може да ги видите. И јас би кажала, тука ви благодарам за вниманието и ви благодарам девојки на вас што бевте денеска со нас и верувам дека убаво си поминавте. Одлично. Фала. Уживајте и можеме да пуштиме музика.